За младиот Джехан Асанов од Валандовско дедели нема одмор, ниту викенд, ниту празник. Секојдневно го изнесува стадото со 600 кози на паша. Го затекнавме во Дојранско ѓопчели, каде го насочуваше стадото кон полјаните. Тој е еден од ретките козари во Југоистокот. Вели дека своевремено биле многу, но сега останале со овој бизнис да се занимаваат со негови братучеди. Тврди дека е тешко, но немал друг избор на екзистенција. Има ватка малце, не многу. Многу ли ве има во овој регион што одгледуваат кози или сте единствени? Ние сме само и има овци надолу. Ама тешко е. И толку лесно, ама. И имаше крави, кози. А сега? Сега само вие се. Асанов заедно со неговите братучеди дневно мозат по околу 500 литри козјо млеко. Го предаваат во млекарници. Вела дека цената од 20 денари за литар е ниска, а реагира и што се уште не се исплатени субвенциите за козарите. Со субвенциите по грло некако може да се живее, вели Джехан. Касно е, не дават сега. Каснije. Земавте? Не уште. За која година? Кој годин? 20 За лани? лани, полани, Не сте зеле? не ич. Ако платуват субвенција со млекото, ке фатиме. Од платежната агенција вела дека барањата за финансиска подршка од сточарите се обработуваат. Козарите добиваат субвенција од 4,5 денари за предаден литар млеко во регистрирани млекарници, но и по околу 1200, односно 1500 денари по грло коза. Во текот на минатата година на барање на фармерите и земјоделците имаше 2 продолжени рокови за поднесување на барањата, што дополнително влијаеше врз процесот на обработка на апликациите. Затоа ги молиме земјоделците да имаат трпение. Субвенциите ќе се исплатат во законскиот рок кој е предвиден согласно програмата. Како и досега, штом ќе бидат обработени, ќе бидат исплатени средствата за субвенции за обележени грла кози, соопшти од платежната. Како што информира од Агенцијата за финансиска подршка, во текот на минатата година вкупно поднеле 2021 сточар апликации за добивање субвенции за одгледување на кози.